Каздите и директорите малку водат сметка за безбедноста на работниците. Ова е заклучок на експертската анализа во делот на заштита при работа направена во повеќе фирми и институции. Декларативно многу правиме за мобингот, а фактички правиме многу малку. Луѓето кои што работат, работниците, се изложени често на мобинг, меѓутоа од страв да не си го изгубат работното место, тоа го прикриваат. А дури се случува и луѓе кои што се повредиле, кои што доживеале повреда на работно место физичка, не смеат тоа да го пријават затоа што имаат закани од нивните работодавци дека доколку ќе ја пријават повредата ќе бидат казнети или избркани од работа. Кои се најчестите прекршувања на законот за заштита при работа? Од делот на работни односи, понатаму изработка на законски акти кои треба организациите да го имат, понатаму примена на лични заштитни средства и други. Причина за ваквата негрижа главно се парите кои не се инвестираат во заштита, но за експертите заштеденото е само привидно. Здравата работна сила е попродуктивна, на долг рок трошоците на фирмата кои се различни, трошоци за работна сила, трошоци за капитал, трошоци за природни ресурси, трошоци за даноци, трошоци за околината, значи надвор од работната организација и трошоци внатре во работна организација работна сила, на долг рок стануваат помали доколку заштитата е ефикасна од економски аспект. Понатаму конкурентноста на фирмата со заштита на работна сила се продобрува, со тоа извозните перформанси, пазарните перформанси и на крајот на краиштата за тие кои ја поседуваат организацијата, без разлика дали е јавна или приватна, на крајот значи поголема добивка. Сепак добро во лошо е што случаите на повреда на работа во источниот регион се намалуваат. За 3 години нивниот број е 2 пати помал. Во бројки намалувањето изгледа вака. 2011 година имало 295 случаи на повреда при работа, 2012 190 и 2013 136 повредени на работа. Со оваа статистика источниот регион е трет во државата по повреди и боледувања. Пред него се само Скопскиот и Пелагонискиот.